Вината за ниската излезност и послабите резултати годинава власта делумно е признава, додека опозицијата тоа и го препишува на апатичноста поради владините политики. Кандидатот на власта Стево Пенаровски ги разбира граѓаните што не гласале и им порача дека политичарите ја примиле нивната порака. Предпоставувам дека знаете и самите дека ова е кампања за претседателски избори. Меѓутоа и партиските лидери беа инволвирани и на моменти тоа можеше некому да прозвучи као кампања за парламентарни избори. И јас не можам да исклучам, ниту некој може од граѓаните да исклучи, кога одам јас да зборувам за надлежностите на претседателот низ Македонија и му зборувам за Европска унија, за НАТО, за представување на државата во меѓународни односи, за одбрана и за безбедност, дека тој во глава, кога ме слуша мене како представник на оваа владеачка структура, не гледа во себе некои други работи кои на локално ниво можеби не се завршени, некои во ветувања од социјално-економската сфера кои не се реализирани. Значи мислам дека сето тоа имаше влијание. Сепак тој тврди дека една од причините за ниската излезност се и тешките одлуки кои ги донесе владината коалиција. Политичките одлуки кои ги преземавме од 2016 наваму, јас мислам дека влијаеа на изборниот резултат. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак велат дека доаѓа нова реалност и дека тие победиле во 47 општини на овие претседателски избори. И доколку овие резултати се преточат во пратенички мандати, тие би можеле да формираат нова влада. Првичните анализи покажуваат дека ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе освои 53 пратенички мандати, а СДСМ 12 пратенички мандати помалку или само 41 пратенички мандат, додека БС и Алијансата и ДУИ по 13 пратенички мандати. Во споредба со локалните избори, ВМРО ДПМН годинава има за 20.000 гласа помалку, а причината за тоа според нив не е во партијата. Поради тоа што во државата владее апатија, поради целата политика која што оваа власт ја води во изминатите 2,5 години. Слабиот одзив и тесниот изборен резултат е порака на граѓаните до политичарите, дека се незадоволни и од власта и од опозицијата, велат аналитичарите по изборите.